Вештачката интелигенција постепено ги менува условите на пазарот на труд. Се намалува побарувачката за некои работни позиции во приватниот сектор, како графички дизајнери, тестери, оператори и инженери, кои не се ангажирани за извршување на сложени задачи. Масовни отпуштања засега нема, но платите стагнираат и има застој во нови вработувања. Вработените во јавната администрација кои нема да се прилагодат на новите технологии, може да бидат заменети со колеги кои активно ги користат алатките што ги нуди вештачката интелигенција. Според министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, образовниот систем треба да се усогласи со новите трендови. Улогата на факултетите на универзитетот ќе биде уште позначајна, затоа што ќе треба да изградат и вештина доволна да луѓето студентите кои што дипломираат лесно се вработат во приватниот сектор и ќе мора многу рано да воведуваат алатки за вештачка интелигенција за да ги подготвиме студентите денот кога заминуваат од универзитетот веќе да ги имаат во употреба сите овие алатки за да може да бидат конкурентни на пазарот на труд. За да се одговори на новите трендови од денеска па во наредните 3 дена 30 истражувачи од 8 европски универзитети заедно со колегите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе работат на развој на истражувачки проекти од областа на вештачката интелигенција. Сите овие активности би требало да резултираат со многу нови детални проекти кои што ќе бидат аплицирани во рамки на европските програми. Целта е прво сите да се умрежат, да соработуваат меѓу себе, да градат сопствени проекти, да помогнат во понатамошниот развој на општеството. Вештачката интелигенција е предизвик што го носи модерното време, а со навремена едукација и правилна имплементација, таа може да донесе развој и отварање на нови можности на пазарот на трудот.